Добар и убав ден, драги мои, добро дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени имаме раженчиња со мелено месо и со тортили. Гледајте не за тоа што веднаш почнува. Драги мои, како што најавив, денеска ќе направам многу интересни раженчиња од мелено месо, меѓутоа ќе искористам и тортили, многу едноставно и многу лесно. Прво треба да купите месо. Додите да купите убаво мешано месо или пак купете 2 или 3 различни, па споите ги вкусот секогаш. Ќе биде убав ако малце додадете јагнешкова, на вистина ќе го добие оној момент на истокот. Затоа што ќе имаме и доста зачини, ќе направам една обична салата, меѓутоа многу е важно начинот на спремање на месото. Затоа што во овој случај месото мора да биде одлично соединето со сесеб внатре. Затоа прво ќе го пуштам само со 20 грама сол и со малце бибер во миксерот убаво да го изврти. Потоа ќе додадам и се останато. Додека тоа се прави, јас ставив млади компирчиња да се сварат. Сега ќе ги ставам во огнеотпорен сад, ќе ги стиснам, ќе ги зачинам и ќе ги ставам да се печат се додека не добијат златна боја. Еве го сега, месото ќе го ставим, јас за тоа време ќе го исецкам кромидот, а уште поубаво и ако го изрендате кромидот. Значи наобично ренде, ева ќе изрендате го и дојдете внатре, за да не се осеќаат нели мали парченца сеткани коцки, него вака да биде изрендан и сето тоа убаво ќе се спои и кога ќе ги печеме ќе има една убава целина. Миксерот си ја врши работата. Одлично го соединува месото и сега кога ќе ги додадеме и сите останати состојки ќе биде уште подобро. Прво ќе додадам кромидот. Сега ќе додадам 2 јајца, кои дополнително ќе ја спојат смесата. За балкански вкус ќе додадам и малце ајвар. Песетина грама презла. И ќе го изрендам кашкавалот. Ќе го додадам во смесата со мелено месо и на крај ќе зачинам со свеж сецкан макдонос. Ќе додадеме внатре кашкавалот. И ситно сецкан макдонос. Едно убаво снопче. И ова е првиот дел од она на кое што треба вистински да обрнеме внимание, структурата на месото. Месото не смее да биде течно, значи мора да биде убава густа смеса, за да можеме и добро да нанесеме на секоја тортилја. Сега полека ќе пуштам да ја соедини смесата и месото е веќе спремно и ќе ви покажам веднаш како се нанесува на тортилите и што се прави понатаму. Еве го, драги, миленото месо. Одлично се соедини. Сега пред да го ставиме месото на тортилјата, јас во едно тавче ќе ги истурам компирите. Вака малце ќе ги стиснам.
Одлично. Ќе додадам масло. Ќе додадам путер. Сега имаме млади компири, многу убави, пролетни. Сварете ги кратко. Додајте масло, путер, сол, некој свеж зачин ако сакате и ставите ги да се потпечат на 250 целзиусови степени. Лукче може да додадеме кога ќе бидат испечени. Ќе го исецкаме многу ситно, ќе го измешаме со масло и одозгора само ќе го додадеме. Така испечените млади компири ќе имаат вкус и на лукче, оној момент, оној вкус кој ние навистина сите го сакаме и го почитуваме. Во тавче ќе додадам путер да се растопи. А кога ќе се растопи путерот, ево тавчето е одлично загреано, само да намалам сега температура. Кога ќе се растопи путерот, во него ќе додадеме мед, ќе додадеме зачини и всушност ова ќе биде тој кајун сос кој е многу препознатлив кога се прават вакви раженчиња и со нив ќе ги премачкаме пред да ги ставиме да се печат. Ќе добијат одлична убава боја и секако многу убав вкус. Ова одлично се растопи. Сега ќе го додадеме медот. Добро ќе измешам за да се растопи комплетно. Ќе додадам буковец, масло од чили и малце лимонов сок. Со оваа смеса ќе ги премачкам, како што ви кажав, раженчињата, ќе биде многу вкусно. Од медот ќе карамелизира. Лутината ќе ни го отвори апетитот. Меѓутоа внимавајте, многу се вкусни и внимавајте колку јадете, затоа што не е убаво ни човек да се прејаде. Со вкусната храна секогаш треба да играме многу едноставно. Треба да уживаме во нејзе, затоа кога јадете нешто убаво и вкусно, џвакајте и уживајте во вкусот, почувствувајте све што има во таа порција храна. Никогаш не брзајте. Одлично, кајун сосот е направен и сега ќе почнам да ги правам или да ги полнам тортилите. Земете една тортилја, ставете ракавици, земете едно ноже, обично, и тука почнува магијата. Тука почнува вистинското задоволство за тоа што како ја мачкаме секоја тортилја и како се качува погоре и погоре слојот на месо, се повеќе и повеќе уживаме и додека го правите тоа, замислувајте го вкусот кога ќе бидат испечени и како јадат вашите дома. И бескрајно уживаат. Сега вака, зимаме од меленото месо и убаво ќе го распостелиме низ целата тортилја. И многу е важно да имаме еднаков слој. Сега ова е процес кој ќе трае 15 на минути, меѓутоа уживајте дека го правите ова, ви кажав зошто. Затоа што кога ќе јадат сите, вистински ќе уживаат. Нанесете на сите страни и јадеме сега дека имаме исто количество на месо и ист вкус, што е многу важно кога правиме вакви работи, а и кога правиме или убави домашни сендвичи. Еве сега другата тортилја, стиснете ја убаво и истата процедура. Повторете го ова, се додека не ги потрошите тортилите и месото. Вака завршете со месо над последната тортилја. И сега треба да направиме квадрат, да
затоа што ни требаат и такви парчиња или зараженчињата. Овој дел овде ќе го исечеме, меѓутоа никако нема да го фрлиме. Погледнете како торта. Одлично. И тоа све ќе испечеме. Што ништо не смееме да фрламе, нели? Ако не сакате да имате вакви парчиња на крај, кога ќе го направите место со тортилјата, пред време исечете ги како квадрат тортилите. Меѓутоа ова е интересно. И вака ќе го испечам баш да видам како ќе излезе. Сега, драги мои, што правим? Поделете прво на половина, потоа и другото на половина. Тоа е тоа. И сега ќе ги исечеме. Помали парчиња. Исто идеме. На половина, па половина. Еве како си дојде. Одлично, сега ќе ги споиме. И сега ќе ги пробудам со стапчиња зараженчиња. И овој процес повторите го со целото месо. Ете, тоа е тоа, драги мои. Откако ги направив сите, ќе ги ставам во тавче и ќе ги премачкам со сосот што го направив. За да биде и полесно, нанесете од сосот и размачкајте. Ете така, одлично. Ова ќе биде многу вкусно. И малце поразлично, нели? Може да го пробате и да направите и вистински да уживате, како што ви кажав. Сега, ставам на решетката во загрејана рерна, а тапчето ќе го оставам доле. Одлично, сега ги сецкав доматите. Сега ќе додадам малце сем. Масло. Ќе додадам лимон.
додадам малце апетистани и сега од друг сад ќе додадам павлака. Ќе додадам малце сок од лимон и ќе додадам малце мед. Одлично, сега да сервираме. Многу убаво мириса. Сосема доволно. И тоа е тоа, драги мои, погледнете. Едноставно, лесно, убаво, вкусно. Уживајте и додека го правите, а секако и додека јаде. Се надевам дека денешниот специјалитет со мелено месо и тортилји ви се допадне, испаднаа превкусни раженчиња и не заборавајте, посетете ја нашата веб продавница 4сезони.mk и одберете се што ви е потребно за да може да сготвите убава и квалитетна храна која е сигурна за конзумирање. Денешниот специјалитет навистина ме ве одушеви. Направете го и вистински уживајте не само за вас и за вашите најдраги, него и за вашите почитувани гости. Едноставно се прави, може да го чувате малку и во фрижидер, да го направите са бајле, а поручек или покасно навечер, или да го спремите, да го обработите термички и вистински да уживате во неговиот вкус. Едно големо благодарам до моите пријатели од специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова, до салонот за убавина Дерма Пјур и за сите останати спонзори кои се постојано со нас и ни овозможуваат оваа емисија да биде многу поубава и поинтересна. Ви благодарам и имајте убава и пријатна вечер.